Но прилично знаеме да ги замарам кога сакам да им дадам до знаење каков дух сакам на он да биде, затоа што и кога е вест класично може да се напише малку по субјекти, малку поинаку, малку по-шармантно отколку што се пишуваат на. Од тогаш е на времето кога почнал, сега бидејќи си гледал малтене се што, па и сигурно се што се објавило, кои ти се топ 5 фаворити, значи топ 5 работи што си ги објавил на оннет страна? 20.000 статии прошли некако низ моја рака. 20.000 статии се многу за да не сведеш на петорица. Стварно, ќе утнам некого, не дека ќе ми се најде тие 20 чека да го утнам ја некого, али генерално ги знаеш тие. Мене ми било мерак со тие што сум, например, или ликови или работи на една што се појавили, што сум ги објавил ради еден личен мерак, али потоа си го нашле местото и надворот донет или надворот, кој што е Ристот припор, кој што е, не знам, Пато, како што стана масовно за цело село што стана, така. И знаеш, има некои содржини кои сами си го пробиваат патот до луѓето. Јас сум бил само вака малку да ги бутнам понапред. Одлично. Имаш завршено социологија на факултет? Имам завршено, имам дипломирано, немам земено дипломско ствари, ја. Озбилно? Да. Мислам, ја заврши тоа се горе. Ја со мерак студирав. Значи, таа сите испити дипломска бранев и на крај кога треба да ги собереш таа некои документи, ми фалеше, испадна дека ми фалела семинарска од трета година. И ми рекол, треба да напишеш, ја ми рекол, извините, ја веќе не пишувам за без пари. Пишувам колумни. Да. Така да сега да ми притреба некоја диплома, ја немам. Инаку тоа се завршено, но процедурално е. Има ли нешто што побрзо е тоа што си учел, што ти помогнало у работава сега или? Али, друже, не знаеш кога што ќе ти помогне. Некојаш ќе ти помогне во живот тоа што си го научил на улица, некојаш ќе ти помогне тоа што си го научил сам во соба кога си бил осамен, некојаш ќе ти помогне тоа што си студирал. Некојаш, веројатно на милионер би ми помогнало и тај чичуан да сум завршил заради смиреност и заради така, ама не знам, ти на крајот на краишто да станеш производ од она што си го правил, од луѓето кои ти биде драги, филмови, книги што си ги читал, школа што си прошол, улица што си преживеал и така натаму. За Предраг Павловски сакам да те прашам, вие сте кумови? Да, тој ми е кум, мислам кум. Сега колеги, Верувам не све, блиска бранша некако, ти милионер, он 50-50. Студираш. Абе човек нешто мора да работи за да преживе. Кога му ја понудија улогата, ќе речем, дека актер, кога му ја понудија работата водител 50-50, ти се обрати или нешто, да праша ми? Да, генерално ние за работа многу малку зборуваме, знаев дека ќе му понуди, знаев само ги остави да се договорат, нели, со Ајден како ќе се договорат. Ми беше драго, знаеш, Перо ми е мене дефолт пријател, како да ти кажам, он ми е од 3 години, 4 години сме заедно. Која е сирење, а? Многу сме као некао Маријана и Росана, као Гоце и Арнаудов сме. Стварно, го знам предолго, прекрасен е, стварно. Питок, шармантен човек, супер дечко. И толку другари што на крајот на краиштото можеме и да ќутиме заедно и да се разбереме. И пак добро да се побине, да? И немаме што да се кажеме баш многу, ама... Се гледате вака сега обврски, Мислам, порано сте имали обврски, али? Се гледаме, една од нашите најјаки особини е да може да бадијалджиме. Бадијалджење е фина... Бадијал, да. Да. Стварно е фина дисциплина, во која се раѓаат и убави муабети, и у која можеш да се тргнеш малку од дневна... Што ти тебе омилен бадијал, кажи? Ништо со Перо да седиме на шанки да ќутиме. И луѓе да се чудат зашто овие двајца заедно излегуваат која немаат што да си кажат. Перо да го тргне на страна со Логин, се гледате ли? Со Логин вчера се видовме денови, како беше? Не, за Резиденс, он ги носеше Резиденс, ми се пубертетска некаква жел да ги открием кои се да ги слушнам во живо. Не ги открива, ја? Не ги открив кои се, затоа што сакав, Логи ми викаше, дојќе ги носиме у кафана, па ќе ги видиме што се. Али имаат они финти, од прилика доаѓаат со камион голем,
и излегуваат 15 старци од таму. И сега не знаеш кој е куварот, кој е резиденц, кој е портир, кој е возач. И не спијат во хотел, што значи не можеш да ги откриеш по пасош или по не знам што, спијат во камион. Така да таа финта чин 35 години им функционира, па сега ние ќе ги откриеме. Тоа не би тие малку претерано толку, или тоа е више влезено у имидж, влезено у стилот, у... Што знам, ја мислам, пази, као концепт е многу интересен. Ти да издржиш 35 години и да им мавнеш шамар на целата таа шоу-биз индустрија на тој начин, значи да не те знаат кој си, Вие што не знаат, значи да им кажеме Резиденц е една многу позната група, што поема нема никој како изгледаат луѓето. 30 години кусур, веројатно 20, не знам се точно, успеа да го кријат идентитетот, иако се занимаваат со јавна работа, никој не знае кои се. Мене ми беше дури и на памет ми паднало дека не се они, него внуците нивни, знаеш, пошто као семеен бизнис. Кој ќе те знае дека му се деси со браќајка него? Кој ќе знае дека си ти со таа главата вештачка ше имаш? Така што ја и на Логи му предложив да ја земеме петорица од моиве, а во случај да ти откажат Резиденц, да ги земеме Глорија, Коста Бургов, не знам, петорица такви, ќе им ги напнеме тие маските и замисли петорица наши локални типови улога на Резиденц. Мислам дека скопската публика исто френетично ќе ги поздравеше и ќе ви каже вау човече. Резиденц. Колку е добро. Балкан Експрес со Логин одамна не ја правите веќе. Да, беше много, култна, одлична емисија, шоу. Како гледаш назад на тоа време сега? Абе као секој стар човек со носталгија. Сега мислам дека не би имало место за таква, затоа што поголеми се влоговите, ние можевме дури со реклами си поигруевме. Сега веројатно овие адвертајзери што се прилично главни влогови, ние ги взимавме рекламите и ги преработувавме на начин на кој ниједна фирма не би ти простила. Така. За прашок Омо ние правевме дека прашокот е за Момо Николовски. Мислам дека денеска би ме запалиле заради тие финти. Да, денеска да. Дури и ние кога беше напорно, затоа и селевме. Тоа е друга технологија имало и све, значи со многу работи сте се бореле. Ние тоа сами снимавме, сами монтиравме, например, во Сител, кога бевме, Канал 5 поинаку функционираше со монтажа, али генерално логим со камерата, или јас со камерата, он со микрофонот, поидеме па си бараме другарчиња по град. Да. Onda ја монтирам, тој ми даде касета, така. Супер, супер. Ама има дражба тоа сигурно. Многу добро, јас сега ги дигитализиравме како сика, пошто тоа се е наш карт материјал. Да. Направено на VHS, SVHS, 5 пат престимуване. Уште макненцето да ише. Скоро, манаки, стварно е ретроградно тоа, ама ги префрливме на DVD и сега не знам што ќе им правиме, може ќе направиме некоја компилација за да ја објавиме, може на интернет ќе ја пуштам, како што пуштам, не знам, досије Скопје и така.